По цели 2 недели од пристигнувањето во Македонија, новиот евроамбасадор конечно реши да излезе пред новинарите. Овде сум вашата влада, оваа држава. Питер Соренсен и овој пат ниту еднаш не го спомена уставното име на Македонија. Во прашање нова пракса, доследност до официјалната политика на Европската унија или нешто друго, одговор не успеавме да добиеме. Шефот на ЕУ делегацијата побарал да нема новинарски прашања. Средбата со вице-премиерот Наумовски била протоколарна и немало потреба од дополнителни објаснувања. We are here to assist the government in its declared goal, its European integration process and so on. We are here with the intention of being the best supporter we can be. It means that we will have very regular meetings and we will double our efforts what we can do in addressing the issues that were laid down in the last progress report. Наумовски го информирал за текот на реформите. Убеден е дека Соренсен ќе биде силен партнер на Македонија и лично ќе се заложи за побрз старт на преговори со Унијата. Имајќи го предвид и искуството на господинот Соренсен во овој регион, тој мошне добро ќе ги разбере околностите кои што владеат во нашата држава и исто така сме цврсто уверени дека тој лично ќе се заложи да го даде својот максимум во помошта на Република Македонија и поддршката на нашите активности за побрзо завршување на преговорите и на побрзо завршување како тие ги завршат. Двајцата очекуваат дека Брисел и годинава ќе испорача објективен извештај за Македонија, со цел непречно остварување на реформите во идниот период од европските фондови во земјава ќе се слеат уште 98 милиони евра.